Добро вечер на сите, видите, јас одма имам поголем, подлабок глас, така делувам, пошто имам завршено факултет за драмски уметности. И на почетокот можам да ви кажам дека сум изненаден, многу пријатно. Прво, бидејќи сме од исто мало, од Карпош, од Дарко, бидејќи е моторџија, бидејќи е музичар, затоа што оние генерации што не слушале нас од Меморија, од Архангел, од Мизар и имале што да научат кога е музиката во прашање. Дарко ми делува како љубител точно на ова време во кое растел со нашата музика. За Андреј исто така, бидејќи го упознав на митингот во Центар, тоа е едно златно дете архитект и мислам дека Центар и Карпош ќе заличат на вистина на светски населби благодарение токму на овие два лика кои исто така ме изненадија. А за Александар се извинувам, можам да ви кажам дека па иде у теретана. А пошто мене ме тролаа цело време дека имам стомачни мускули, разбираш, можда сум му идол точно за тоа да има six packs, така речи. Ај сега да тргнеме со сериозни работи малце. Доста беше шала и презентација на другите. Дали е тоа сериозно или не, треба да знаете дека јас сум роден во Скопје, а скоро 45 години од мојот живот имам поминато во општина Карпош. Значи, 66-та година сум преселен во општина Карпош, многу од вас не биле родени во тоа време. Тогаш беше Карпош една навистина обмислена населба, имаше војна болница, имаше градинка, имаше основно училиште, средно училиште, и се за луѓето колку што живееа во таа населба. Па потоа дојде Карпош 4, па таа населба исто така беше добро осмислена, се додека не дојде овие сатрапиве криминални и направија од нашите населби чудовишта. Можам да ви се пофалам дека основно училиште заврши во Лазо Трповски, токму во Карпош 3, дека во Никола Карев исто така во Карпош 3 завршив гимназија, а во Карпош 1 завршив факултет за драмски уметности. Значи, апсолутно Карпош. 100% во срцето е. Сега морам да рипнам, пошто ова го кажав на памет, го научив, ова друго морам да видам до кај сум. Најбитна работа за мене, бидејќи на почеток ви кажав дека сум од Карпош, е Партизан 4. Значи да се разбереме, мојот надимак го добив во Партизан 4. Перо Камиказа е творба на Партизан 4, Наум Нумовски Борче. Тогаш имаше 450 деца и екипата беше составена од 6 члена екипа, која се такмичеше низ Југославија. Меѓу тие 6 бев и јас. Замислете, од 400 деца се бираа 6. Голем дел беа дојдени од Ташкент, Русија, значи егејци од таде, и беа толку развиени и јаки, да ја бев единствен македонски егејец што успеа да се пробие во таа екипа од шесторица. Јове Јованов, мојот тренер, тогаш рече: вакво дете како тебе со срце како Камиказа нема, бидејќи правев се што ќе ми каже. А тоа заедно со Дарко, со Александар и со останатите ќе го направиме, Андреј, ќе го направиме за Скопје. Значи ќе направиме се со срце и со душа. Партизан 4 мора да биде приоритет и на градоначалникот од Левица, а се разбира и со моја помош ќе направиме повторно да воскресне Партизан 4. Децата повторно да се радуваат, да има детски джагор во Партизан 4, а ние постарите да можеме да фрлиме по некој кош или да поиграме малку пинг-понг. Кој се сеќава на тоа време? Еве, јас зборувам и ми се тресе душата, гласот ми се тресе кога зборувам, бидејќи пред очи го имам тој Партизан 4 на Нумовски Борче. Значи, приоритет број 1 Партизан. Број 2, не помалку важна, младината која се повеќе ни бега од Скопје и од Македонија. Има една фабрика која пропаѓа со години, тоа е Купром.
Ние заедно со градоначалникот направи, со идниот градоначалник се извинувам на Карпош, се надевам 100%. Да не кажам како еден што почина Господ да го прости, плюс 7% да додадам. Значи Купрам ќе го направиме младински инкубатор и во Купрам ќе направиме многу млади луѓе да го најдат своето место точно тамо, бидејќи тоа ќе биде место каде што младите ќе творат целата субкултура, алтернативни бендови, алтернативни сликари, алтернативни музичари ќе имаат шанса да добијат свој простор да вежбаат, да творат, а при тоа место ќе биде место каде што ќе се собираат сите млади, бидејќи не е доволно само да се оди у центар. Јас мислам дека и на Карпош можеме да му дадеме душа и да биде и тоа центар. Така да младите луѓе се приоритети мои и на Дарко, така да многу работи ќе направиме навистина заедно. Сега ми ја крадате една идеја. Цело време ме крада до душе, ама знаете, пусто тоа кога имате многу идеи. Мојот пријател Стефче Јакимовски го видов како се слика со македонско село, а јас пред тоа изјавив дека македонско село ќе го направиме колонија на сликари. И види ти одма отиде човекот си се сликаше тамо. Океј, значи кој да го направи тоа место, тоа ќе биде право место. Тоа јас лично би го направил колонија на сликари, на овие млади уметници од ликовна академија, на овие постарите уметници, каде што ќе може да бидат изложени нивните дела, каде што ќе може да творат и каде што граѓаните на Скопје ќе може да купуваат од нивните дела, а додадената вредност да влезе во касата на општина Карпош, за да може општина Карпош да го одржува тој проект. Значи тоа ќе стане, така речи, самоодржлив проект. И да не должам многу да дојдам до крајот на мојата најбитна тема, на мојата животна определа, спортот. Значи, ја кажав неколку работи, нема еден после тоа што не се залета да каже дека ќе прави тратан стаза, па што ја знам, па почнаа точаци да возат, па почнаа свашта да прават. Ние на таа стаза ќе дадеме душа. Зошто? Зашто знаеме што е спорт, знаеме што ни фали. И јас, и Дарко, и Андреја. Едноставно, еве и ти. Тоа кога ќе дојдеме у аеродром, јас за Весна ќе кажам посебно, ве молам, немојте да ми се мешате, па знам да зборувам, или да прекинам, како мислите? Добро, значи, еве го и градоначалникот на Ѓорче Петров е тука, го гледам сега, така да ќе ве спомнам сите, само да дојде ред, нели? Во Ѓорче Петров имам вежбано она домот на култура, со бендот, тамо е создаден и Last Expedition, ако не сте знаеле, затоа Сецко од Last Expedition е толку близок со мене. Така, едноставно, стазата на која сега постои, се возат точаци, се возат ролери, се трча и се прават еден куп, така речи, несреќи. Ние ќе направиме трчачите да си имаат своја тратан стаза, на почеток во должина од 5 километри, во средина ќе има место, тревник, кој сега постои, но ќе го осмислиме, и тоа ќе биде место каде што оние што имаат своји миленичиња, кучиња ќе може да шетаат, а оваа последнава стаза ќе остане за бициклистиве. Тоа значи на сите ќе успееме да им удоволиме, а при тоа и себе задоволиме. Значи така и ќе направиме, цврстови ветувам, во секоја населба уште по една градинка. Тоа е приоритет, затоа што нашите деца, а јас внуци во иднина, ќе мора да имаме каде ги оставаме да си ги завршиме собствените работи. И сега ќе се прашате од каде толку пари, овој зборува како овие... Ај, не ги кажувам како мислам да кажам. Само тоа ќе ми го извадат после. Значи, парите ќе бидат од оние што ги крадеа до сега, бидејќи пола крадеа, а пола градеа. Кога ќе ги додадеме тие пола пари, ќе можеме се да направиме и нема да ни недостасува денар во касата. Парите ќе бидат отчет пред граѓаните и ќе се знае секој денар каде се троши. И на тој начин ќе успееме ова малку што го обеќав да го исполниве. Ви благодарам многу на присуството. Се надевам дека во иднина ќе ви ги кажеме и другите приоритети. Со Весна заедно ќе победуваме уште на маратони низ светот,
а со останатите ќе победиме на овие избори. Ви благодарам уште еднаш, а сега го поканувам господинот Димитар Апасиев да удри печат на се. Благодарам.